Во време кога пандемијата од COVID-19 зазема се поголем замав, секако вид на помош е од огромно значење. Најдобро за тоа знаат оние кои веќе го прележале опасниот вирус и истите денеска имаат можност да им помогнат на оние кои доправа доаѓаат така кажано во нивна кожа. Дарувањето на конвалесцентната плазма е можност да им се помогне на лицата болни од COVID-19, а истата се добива од лица кои веќе се соочиле со вирусот. Терапијата со конвалесцентна плазма не е позната од сега, не е нова идеја во медицината. Податоци за третман со конвалесцентна плазма датираат уште пред 100 години од кога имало епидемија на шпански грип, а подоцна се користела и во времето на ебола и сарс. Конвалесцентната плазма содржи антитела кои што се борат потоа во организмот на болните кои сега се болни од COVID-19. Дарител на конвалесцентна плазма може да биде лице од 18 до 60 години која има доказ документиран лабораториски дека бил болен од COVID-19, има поминато 28 дена од изолација или има два негативни последователни брисеви и постојат дополнителни биохемиски испитувања и секако на нас најзначаен параметар ни е титерот на антитела. Доколку ги задоволува овие критериуми, заедно со критериумите за стандардно крводарување, може да дарува плазма. На почетокот беше малку потешко, им се јавувавме на оздравените пациенти, контактиравме со матичните лекари, многу ни помогнаа овде колегите од инфективното оделение од Штип, на кој што навистина сум им многу благодарна. Од таму ни беа контактите со оздравените пациенти. Сега во последно време оздравени пациенти се јавуваат сами, сакаат едноставно да искажат и искажуваат еден голем чин на хуманост со самото тоа што бараат да бидат дарители на плазма. Конвалесцентната плазма кај нас се практикува според американскиот протокол и истата е безбедна без последици за оние кои што добронамерно и хумано прифатиле да даруваат. Луѓе сме, па еден добар гест не би му наштетил никому, а истовремено помошта би била огромна. Бидејќи самиот Спасител е исцелител, а ја благословил медицината и ни дал можност да помагаме едни на други. И тоа е патеводител мој што еве се одлучив да донирам плазма, верувам дека ќе помогне на некој со Божја волја да ја помине она што јас го поминав, а не сакам никој друг да го помине. Ја мислам дека треба да секој што е крводарител да биде крводарител и да имам пренажана корона и сакам да помогнам некој друг да давам крвна плазма. Не сум крводарител, значи прв пат дарувам крв, да. Сопругот ми е крводарител, инаку прв пат, да, од хумани причини. За дарување на овој вид плазма биле тестирани 94 кандидати, а од нив 36 дарувале. Почетокот бил тежок за луѓето да се согласат на вакво нешто, но денеска човечноста се крева на поголемо ниво, па иницијативата е самоволна. Најголемиот број од дарителите биле од Штип, а по еден има од Кочани и Виница.